Додека Тетово полека ја губи битката со загаденоста, а надлежните речиси да не преземаат ништо поконкретно, остануваат размислувањата и надмудрувањата меѓу институциите, еколошките здруженија па и самите граѓани, кој е најголем загадувач. Веќе подолго време комбинатот Југохром е посочуван како најголем виновник, кој поради истекувањето на рокот за поставување филтри се соочува со привремено затворање, освен ако повторно не му се даде нов рок за довршување на системот за отпрашување. Но иако минатата зима фабриката 2 месеца не работеше, PM10 честичките се искачува и до близу 1000 микрограми на метар кубен. Познавачите неколку пати посочуваа дека голем удел во загадувањето има и депонијата, грејната сезона, со обраќај од градежната експанзија. Ги прашавме и тетовци што тие мислат, кој најмногу загадува. Прво ја да кажем дека депонијата е, Југохром никако, значи категорички никако, и сабраќават. Неправилното движење, неправилното идење, стари коли, издувни гасови, влегува да паркира и одеднаш пуша силен газ. Ја мислам тоа е. Депонијата. После сообраќај е многу густо Тетово, така да со кола тешко се излегува. Паркинг нема, така да проблемот е тука највише. А што мислите, зошто до сега не е решен проблемот? Кој треба да го реши и зошто не се решава? Па се знаат татковците или мајките, да ги наречеме премиерот, премиерот не, него градоначалникот на Тетово. Треба презме мерки. Што направи они? Беше таму депонијата на друга страна. Сега ја префрлија баш кај што е лебот, прашното, житополок тука е, позади. Аутава и депонијата, Југохром не. Југохром 60 години работил не е. Пошто јас знам се качувам од калите, видите, одгоре од високите места се гледа Југохром каде загадува. Тоа е само депонијава и аутава. Само луѓето, ние сме криви. Секој фрляме каде што ќе стигнеме. Тоа е едно, второ, општината нормално со депонијата. Меѓутоа жалосно е Југохром да се затвори. Јас као планинар тврдам дека Југохром Тетово не го загадува. И додека повеќе се зборува отколку што се работи, последиците веќе се тука. Здравствените работници неколку пати досега укажуваа дека респираторните заболувања се во пораст, податоци кои алармираат дека властите конечно мора да преземат конкретни мерки. Единствено што им останува засега на тетовци е да ги слушаат препораките на лекарите, да не излегуваат надвор кога е најзагадено и секое слободно време да го користат за престој на планина и чист воздух.